Позитивни вести за болните од канцер. Годинава повеќе пари за клиниката за онкологија. Директорот на Фондот за здравство информираше дека буџетот ќе биде поголем за 64% за разлика од претходната година. Очекувањата се дека со тоа оваа здравствена установа ќе застане на здрави нозе. На светскиот ден на борбата против ракот, надлежните велат дека здравствениот систем се соочува со сериозни предизвици, кога станува збор за превенцијата и лечењето на најтешко болните. Но се оптимисти дека онколошките пациенти ќе добијат современа терапија и подобар третман, но и побрза диагностика. Од Министерството за здравство уверуваат дека оваа година ќе дадат поголема поддршка за болните од рак и подобри услови за лекување. Онкологија ќе има 64% повеќе средства за лекови, а хематологија 55% повеќе средства. Ово морам да го ставам во контекст, бидејќи нашиот буџет на Фондот за здравствено осигурање не се зголеми 60%. Министерството веќе спроведува национален скрининг за рак на дојка, грло на матка и дебел од црево во согласност со препораките на Европска унија и Светска здравствена организација. Онколошките пациенти се делумно задоволни од соработката со надлежните и веруваат дека ситуацијата оваа година ќе биде подобра. Тие бараат поголема превенција за болеста и воведување на нови лекови кои ќе бидат на позитивната листа. Откако ќе се изгасне пожарот со лекови на онкологија, јас овој буџет се надевам дека тоа ќе го направи. Ќе треба да се прегледаат протоколите и да профункционираат комисиите, за да може да се знае точно кои пациенти треба да ја примаат терапијата и таа да биде континуирана. Единствен начин за да престанеме да одиме во нагорна линија е да почнеме да работиме на превенција. Директорот на онкологија уверува дека терапија ќе има за сите болни, а најави дека за брзо ќе се стави во функција и акцелераторот на клиниката. На новиот акцелератор што сега последен го инсталиравме, во тек се дополнителни, проверки, комисионирање и набрзо, најверојатно ќе овозможиме третман на пациентите со стереотактична метода, најверојатно во прво време ќе почнеме со кранијална стереотакса. За да се намали притисокот врз клиниката за онкологија потребна е децентрализација, велат надлежните. Градската општа болница 8 септември е подготвена да преземе пациенти за диагностика, но се уште очекува лекови за да можат пациентите таму да примаат биолошка и имунолошка терапија. Кадрите се веќе спремни годинава да почнат со таблетарна и субкутана апликација на онколошка терапија. Акцелераторот кој што го поседува болницата, се надеваме дека ќе успееме да го ставиме во функција. Тој е функционален, но мора да помине тоа рекомисионирање. Претходната власт со години ветуваше дека ќе се стави во функција онколошкиот центар во 8 септември, за да можат болните да се лекуваат, но тоа не се реализираше. Сегашното раководство на болницата уверува дека тоа ќе се случи наскоро.